Јас сум Сања Гелик, ученик во првата генерација во програмот Мали и возрасни генијалци. Ќе ве запознам со генијалецот Архимед. Доколку ви се допадне видеово, кликнете лайк и следете на нашиот YouTube канал. Неговиот свет на идеи во пракса ретко кој ги препознава. Таква е судбината на генијалните идеи, осудени се од просечната толпа до која не допираат. Од малките биографски податоци и документи забележано е дека бил предодреден за наука, на која и се предал до крај на животот. Роден е во Сиракуза на Сицилија, се наоѓала помеѓу Картагина и Римско царство, со која владел кралот Хиерон II, заинтересиран за прогрес на науката. Потекнува од угледно и богато семејство. Татко му од мала возраст го учил на астрономски вештини за наблюдување. Ќе стане познат астроном и инженер, но жеден за учење заминува за Александрија, финансиски, политички, воен центар на Египет и на хеленистичката култура. Тука се наоѓал и музејонот, академски истражувачки центар со музеј, библиотека, универзитетски сали, посебни простории за научни истражувања, ботаничка и зоолошка градина. Во тогаш најголемата библиотека се наоѓале околу 700.000 книги, вистинска мека за филозофот Стратон, астрономот Аристарх и таткото на геометрија Еуклид, со кого Архимед нема да има среќа да се запознае, умира пред неговото доаѓање. Ќе се зближи и соработува со математичарот Еуклид, со Конон, познат по тоа што му дал име на созвездието Кома Бетинитес, и Ератостен, директорот на библиотеката во музејонот. Архимед кришно работи врз својот изум за пумпање вода, кужна пумпа или навод, конструиран за наводнување на обалата крај реката Нил. Подоцна ќе му биде инспирација за скица на Леонардо да Винчи. Старите грци го сметале кругот за најубав геометриски облик. Зато Господ ги создал сонцето, месецот и звездите во облик на топка. Архимед ќе најде начин за пресметување површина на круг и формула за негов обим, преку бројот 3,14 познат како пи. Еден од неговите пријатели од научниот круг ќе му украде идејата за круговите, што многу ќе го вознемири. Испраќа писмо до колегите. Би сакал уште еднаш да ги анализирам теоремите што ви ги испратив, меѓу кои две се погрешни. Нив намерно ги уфрлив во случај ако некој ги присвои како свој да одговара за тоа. Генијално писмо, патем напишано на дорски дијалект од родниот град за да се разоткрие лажно представување во негово име. Против знаење се бори со знаење. Проблем бовинум или проблем на крави и бикови. Колку крави и бикови има во сончевото стадо што пасело некогаш по полиња тринакиски, пресмета и странето со умствен напор ако мудростта ти е својствена. Во стадото биле 4 групи говеда со различни бои. Бели бикови, 1/2 плюс 1/3 црни плюс купниот број жолти бикови. Црни бикови 1/4 плюс 1/5 шарени плюс купниот број жолти. Односот со крави бил следниот: бели крави 1/3 плюс 1/4 од купниот број црни крави, додека бројот на црните крави бил 1/4 плюс 1/5 шарени крави. Конечно, жолти крави биле 1/6 плюс 1/7 од купниот број бели крави. Проблемот бара да се пресмета бројот на бикови и крави од сите 4 групи со вкупно 8 променливи, еднакво систем на линеарни равенки. Проблемот поставен од Архимед никој од мудреците и научниците не можел да го реши. Неговата генијалност се уште фасцинира, а неговите дела хронолошки се класифицирани во две групи. Стари пред 220 пред нашата ера, мерење кругови, броење песок, квадратура на парабола 1824, рамнотежа на површина. Нови по 220 години пред нашата ера, квадратура на парабола 4,17, топка и валјак, спирала, тела што пливаат, сфероиди и методи. Бил преокупиран со наука и заборавил да јаде, спие и да се бања. Се раскажувало како неговите ученици на сила го однеле во јавна бања, во каде го открил законот за хидростатика и полугол истрчал на улица еуфорично викајќи Еурека. Јас сум Сања Гелик, ученик во првата генерација во програмот Мали и возрасни генијалци. Ве запознав со генијалецот Архимед. Доколку ви се допадна видеово, кликнете лайк и следете на нашиот YouTube канал.